Сакал да поразговараме околу трите тези кои што упорно 2 дена ги форсирате од оваа говорница, тој е околу бојкотот, односно дека референдумот не бил успешен. Второ, околу тоа дека нема повеќе да постои во уставот македонски јазик и македонски народ. И трето, околу заштитата која што упорно ја барате. Го разбираме мотивот зошто го барате тоа, меѓутоа сакам да ве уверам или да се обидам да ве уверам дека тоа всушност постои и во договорот и фактички во секој текст на амандманите кои што се предложени. Вашата политичка партија секогаш имала според мене апсолутно исправен став да ова решение се верификува на референдум. И тоа било став на сите политички партии од самото осамостојување. Ако наназад, биќе зборуваме за принципиелен став, зборуваме за консеквентност и зборуваме за нешто за кое што граѓаните на крај треба да го потврдат или не. Ако наназад сте се повикувале дека мора да има референдум за ова прашање, тогаш кога во моментот кога сте вие опозиција, а друга партија или друга коалиција на власт го распишува тој референдум, вие излегувате со став дека тој референдум треба да се бојкотира. Значи повикување, тоа е тивок бојкот кој што е потврден и од вашата сестранска партија и така натаму. Не навлегувам во мотивите зошто го правите тоа, зборам за еден став кој што се менува со текот на времето. Ако се повикува на бојкот, тоа е сосема различно од ставот кој што го имате од самиот почеток дека, пак ќе кажам сосема исправен, дека треба да се организира референдум. Второ, крајно време да ве подсетиме заедно за тоа што пишува во програмата на ВМРО ДПМН во 2016 година, страна 295. Што исто мене лично ми се допаѓа. ВМРО ДПМН како одговорна народна партија нема да дозволи кое било решение за спорот кој го набедна Грција да биде прифатено од страна на политичари, поединци, влада или собрание. Сосема во ред. Внимавајте се на овој дел. Без претходно за тоа да се изјаснат македонските граѓани на референдум, повикувате на референдум, кој што потоа го бојкотирате, и доаѓаме до најбитниот дел. А при тоа, мнозинството од граѓаните кои ќе излезат на референдумот да се согласи со сложното решение. Мнозинството од граѓаните кои ќе излезат на референдумот. Програмата не е устав. Јас се надам дека сите ние се држиме до програмата. Ако се откажуваме од програмата, тоа е друг став. И тоа е легитимен, но треба да го знаеме. Ние значи дека се повикуваме за ставот на оние граѓани кои што ќе излезат. Нормално кажуваме за ставот на оние граѓани кои што се заинтересирани. Тие граѓани што излегле, тие се граѓаните што сакаат да го дадат својот став. Тука имаме идентичен став. И ако тие што излегле 91% се изјасниле про овој договор, тогаш треба да го потврдиме сето тоа. На крај македонскиот народ и македонскиот јазик останува во уставот и затоа не се менува. И да завршам уште едно околу заштитата. Заштитата го имате во секој текст на нацрт на амандманите во самиот договор, каде што кажува дека доколку во Грција, во соседната и пријателска веќе земја, не се ратификува ниту договорот, ниту Ви благодарам. ова што го зборуваме денеска нема да стапи на сила. Значи заштита има.